Во ова издание. Трета недела од затворањето на владата на САД. Нова средба на председателот Трамп и конгресните лидери за да се најде излез од ситуацијата. Во Македонија недостасуваат стручни кадри. Дали неформалното образование е решение за наоѓање работа? Познатото виски Джек Даниелс се произведува само на едно место во светот. Ве водиме таму. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Денеска ќе се одржи нова средба меѓу председателот Доналд Трамп и конгресните лидери. Целта е да се најде решение за затворањето на владата, кое што наскоро влегува во трета недела. Следат вестите. Средбата во Белата куќа доаѓа еден ден откако представничкиот дом, што е веќе под водство на демократите, гласаше за отворање на владата, како и за финансирање на одделот за домашна безбедност до почетокот на февруари. Но ниту една од мерките не ги вклучува 5 милиарди долари што председателот Трамп ги побара за довршување на зидот долж границата со Мексико. Американските работодавци вработиле најмногу работници во декември за последните 10 месеци, а во исто време ги зголемиле платите, се вели во извештај на одделот за труд. На платните списоци минатиот месец се додадени 312.000 работни места, што е најголемо зголемување од февруари. На пазарот на трудот во Македонија недостасуваат стручни кадри. Еден од начините за да се надмине тоа е неформалното образование. Така барем сметаат активисти од невладини организации. За ова во прилогот на Мики Трајковски. Младински организации и активисти бараат Македонија да се фокусира на така нареченото неформално образование, вела дека бизнис секторот се соочува со проблем да обезбеди квалитетен и стручен кадар кој би одговорил на нивните потреби. Од Млади интернационал вела дека иако околу 35% од младите во Македонија студираат или се запишани во формалното образование, тие не добиваат знаење и вештини кои ги бара пазарот на труд, затоа што често пати има промени, а со развојот на технологијата се отвараат и нови работни позиции. Често добиваме коментари како од странските инвеститори, така и од домашните компании, дека и тие млади што се останати во Македонија, дека не се доволно квалификувани во смисла дека формалното образование не им ги обезбедува тие вештини. Еве јас доаѓам од техничко училиште, меѓутоа праксата се исполнува во одредени струки, додека пак имаме струки кои што воопшто не обавуваат практична настава надвор од училиштето. Мевмет Джемиловски е собственик на фабрика за месо во Струга. Вели дека иако имаат потреба да вработат стручен кадар, до истиот тешко се доаѓа. Ќе имаме потреба таму за почеток најмалку за веднаш за 10 вработувања како стручна сила месари, ама нема такво нешто, тешко се наоѓа во држава, сето тоа што е без образование, самоуки, месари и тие ќе пробаме со нив да ја организираме работата. Од Агенцијата за вработување одамна спровеле анкета помеѓу компаниите во однос на тешкотиите со кои тие се соочуваат при вработување на професионален кадар. Недостасуваат инженери, графички дизајнери, електротехничари, информатичари, наспроти правници и економисти кои ги има во голем број. Надлежни институции да ги разгледат тие статистички податоци и да преземат действија во иднина, значи да се обезбеди да се пополни бројот и професиите што се во моментот што ги нема во пазарот на трудот. Последните истражувања кажуваат дека околу 77% сакаат да ја напуштат државата, а информациите на Светска банка говорат дека повеќе од 33% од образованите млади од Македонија моментално работат надвор од државата. Во Струга и други градови се организираат тркалезни маси со цел младите подобро да се информираат за можностите кои им ги нуди неформалното образование. Од Струга за гласот на Америка, Мики Трајковски. На нашата интернет страница од денеска имаме нова анкета. Прашањето е: дали собранието ќе ги усвои уставните измени? Во продолжение погледнете како одговоривте на претходната анкета. Последното прашање од нашата анкета беше: дали очекувате 2019 година да биде подобра од претходната? 67% од нашите читатели одговориле позитивно, односно дека очекуваат оваа година да им биде подобра од 2018. Сепак 33% немаат големи очекувања од 2019 година и дале негативен одговор на поставеното прашање. Вискитот Джек Даниелс е светски познато, но малку се знае дека се произведува само на едно место во светот. Тоа е малиот град Линчбург во Тенеси. Во прилогот што следи ќе ја дознаете тајната на овој пијалак. Лесија Бакалец беше таму.
Ако некому кажете дека сте од Тенеси, тогаш ќе ве прашаат или за музика или за виски. Кога станува збор за музика, изборот е поголем. Некои зборуваат за Елвис Пресли, други за кантри. Но кога станува збор за виски, има само еден бренд. Тоа е Джек Даниелс. Джеф Арнет, главен во дестилирница сместена во малиот град Линчбург во Тенеси, не преувеличува кога вели дека денес познатото виски се извезува низ целиот свет, но се произведува само тука. Пред 200 години основачот Джек Даниел ја купил долината за $2000. Jack heard two things. Well, three things really. На Джек му биле битни две работи, поточно три. Како прво да нема железо. Ако нема железо, тоа ќе ги расипе бојата и вкусот. Ова овде е варовник. Варовникот е природен филтер за железо. Водата минува низ варовникот и по природен пат се чисти од металите. Во не остануваат елементи како калциум, магнезиум, што се добри за правење виски. Исто така се студени, а за добро виски е потребна студена вода за ладење на работите за време на процесот. Температурата овде е 13 степени Целзиусови. Процесот за правење виски почнува кога водата ќе почне да се меша со житните зрна. За производство на вискито се потребни 80% пченка, 12% јачмен и 8% рж. Кога ќе заврши процесот на ферментација, почнува дестилацијата. Вискито е поврзано со поднебјето во кое се произведува. Тоа што се одгледува локално го дава посебниот вкус на пијалакот. Изворската вода од која што се прави секоја капка Джек Даниелс доаѓа само од едно место. Затоа, ако се обидете да го направите Джек Даниелс на друго место, нема да биде истиот пијалак. Уште една клучна состојка е јагленот, што исто така се произведува локално. 3 пати неделно се горат јаворови дрвја. Се уште чади, но не е жешко. Во светот на науката ова се нарекува активен јаглен, што во основа е природен систем за филтрирање. Слоеви јаглен се наредени во големи буриња во кои вискито останува да филтрира 3 до 5 дена. Овој дел од процесот е особено важен. Без тоа на крај би се добил само обичен бурбон. Мора да се проверува квалитетот, тоа значи треба да го пробаме во неколку фази, но тестирањето не значи негово пиење. Буквално, пијалакот се става во уста, се промешува, се плука. Потоа се оценува вкусот што го остава зад себе. Откако ќе заврши тестот, вискито се претура во буриња што немаат лепак ниту смола. Се после тоа е чекање. Тоа го нарекуваме старење на вискито. Нема точно одреден период за да созрее. Може да го провериме и после 4 години. Готово е тогаш кога ќе го добие вистинскиот вкус. Овде секој може да го проба вискито, но во Линчбург не е можно да се купи шише Джек Даниелс. Градот се наоѓа во областа Мур, каде пиењето алкохол е дозволено, но забрането да се продава по продавница. Во близина на Вашингтон се одржува необичен фестивал на светлината. Каролин Пресути ни ја пренесува атмосферата. 50 работници цел месец работеа на изградбата на светлосните инсталации во Вирџинија блиску до Вашингтон. Неколку работници секоја ноќ по 2 часа ги проверуваат светилките, кои ги има над 1.000.000, со цел да се осигура дека работат на задоволство на посетителите, како што е 8-годишната Андреа Мичел. Кога ќе се стемни тука има толку многу светилки. Прекрасно изгледа. Фестивалот ги прикажува контрастот меѓу интригантниот исток и патриотизмот на западот. Змејот е сочинет од 10.000 парчиња. Тој е дел од магичниот свет каде оживуваат и некои од животните. Главниот инженер Куижи Жанг го истражува посебниот дизајн на Американскиот конгрес и кинескиот небесен храм. Овие згради се највисоки и се најблиску една до друга, така што двете ги поврзува пријателството помеѓу двете држави. Овие кинески работници минаа низ многу предизвици за да бидат тука. Сите се трудат во сад да пренесат дел од кинеската култура со која ќе ја одушевуваат публиката. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Ви пожелувам пријатен викенд. До гледање.